Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по македонски јазик. Јас сум оделински наставник Билјана Арсовска и доаѓам од основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денешната наставна содржина ни е вежби за читање со изучените букви. Целите на денешниот час ни е ученикот да се оспособува да ги препознава и пишува печатните букви, да се оспособува да пишува зборови. За денешниот час предлагам да започнеме со една убава асоцијација. Сметам дека ќе ви биде доста интересна. За секоја буква со бројка треба да отвараме по случаен избор, а на крај на секоја буква се крие по еден збор. Зборот треба да го погодиме, односно 4 букви, 4 зборови, за на крај да дојдеме до клучниот збор. Може да почнеме. А2. Бел. В3. Над нас. Г1. Декември. Б2. Лебед. Г3. Распуст. А3. Зима. Б1. Танцува. В2. Со облаци. А1. Паѓа, бел, зима. Може би го знаете одговорот. На полето означено со буквата А. Точно. Паѓа, бел, зима, снег. Одлично, ученици. Г2. Нова година. Декември, распуст, нова година. На што не потсетува ова? Не потсетува на нашата убава зима. Б3. Танцува, лебед, балет. Дечиња, кој танцува? Лебед, балет. Нешто бело не потсетува лебед, балет. Балерината. Браво. Со облаци над нас. В1. Сино. Сино со облаци над нас. Да погледнеме сите нагоре, може ли? Точно, ученици. Над нас сино со облаци е небото. Ајде сега да се обидеме да го откриеме клучниот збор кој ни е. Снег, балерина, небо, зима. На што не потсетува ова? Снег, бело, балерина, значи е во женски род, небо ја има на небото и ја има во зимата. А тоа е... Што, ученици, е тоа? Тоа е снегулка. Задача. Прочитај, а потоа нацртај го прочитаното. Бидејќи сега се учите да читате, јас морам првен да ви напоменам дека кога читате на два начини. Првиот начин ни е по слогови, а вториот начин кога се учите да читате е со пеење буква по буква, па го кажувате цел збор. Јас ќе се обидам првиот збор да го прочитам по слогови, а потоа со пеење за на крај да го прочитам цел збор. На слогови читање ни е нога, нога. Доколку го прочитам овој збор со помош на пеење, ќе ни биде нога, нога. Така да, ученици, зборот кој што треба да откриеме ни се нарекува нога. И вие треба да нацртате во вашите тетрадки нога. Вториот збор веќе ви е прикажан. Сликичка и збор уста. Третиот збор ќе се обидеме да го читаме по слогови. Авион. Авион. Да се обидеме да читаме со пеење. Авион. Авион. Токму така.
Треба да нацртате во вашите тетрадки авион. Наредниот збор да се обидеме да го читаме со помош на слогови. Тоа би изгледало вака. Јагода. Јагода. Наредниот збор е доста лесен. Бебе. Бебе. Се надевам дека овие примери на читање кои што ви ги кажувам ви се доста лесни и интересни и од нив можете да научите да читате многу побрзо. Нареден збор на читање ние, доколку би читале по слогови би изгледало деца. Деца. Сега, овие наредни зборови ни се малку подолги. Првиот збор ќе го читам со помош на пеење, а наредните зборови со помош на слогови. Ананас. Ананас. Јаболко. Јаболко ќе нацртаме. И последниот збор ни е банана. Се надевам дека ви се допаднаа примерите, како што ви читам, и очекувам и вие вака да продолжите да читате. Да се обидеме да ја прочитаме цела реченица. Тато и Мите местат антена. Ваша задача е да го прочитате зборот, да го препишете во вашите тетрадки и да ја нацртате како што сте замислиле. Вториот збор. Ветерот го дува дрвото. Одлично. Надвор паѓа снег. Мама меси на маса. Одлично. Бинго, читање зборови. Ваша задача е од дадените зборови да составите реченица. Ние можеме да понудиме повеќе реченици. Да почнеме со Мите, односно со првото квадратче. Мите, ева обележено ни со црвено. Може да составиме реченица. Мите носи вода. Една реченица. Мите мести антена. Втора реченица. Мите има леп. Трета реченица. Да погледнеме дали ја погодивме барем едната реченица со Мите. Мите мести антена. Мите мести антена. Да не заборавиме да го ставиме знакот точка на крај. Да почнеме со мама. Мама носи вода. Може да биде. Мама меси леп. Може и тоа да биде. Ајде да погледнеме. Мама меси леп. Ја погодивме и втората реченица. Одиме со третата реченица. Ни почнува со Ана. Ана има кукла. Ана носи вода. Ајде да видиме, да погледнеме која ни е точната реченица. Ана носи вода. Ема. Ема има кукла. Одлично. И на крај ни останува Мишо. Мишо има шарена топка. Има шарена топка. Одлично. Мишо има шарена топка. Забележуваме дека на крајот на секоја реченица стои интерпункцијски знак.
односно во овој случај стои точка. Дадените зборови, односно реченици, потребно е да ги прочитате и да ги препишете во вашата тетрадка. Ова ни се буквите од кои што сме ги изучиле до сега. Еве ги речениците. Може да се обидеме да ги прочитаме заедно. Јане јаде јаболко. Во јуни сме на одмор. Јане набра домати. Јован ја испеа песната. Јулија посади јавор. Јана јаде во ресторан. Јас сум воспитано дете. Јована и Марија се јатрави. Ова ќе ви биде насока за домашно задолжение. Речениците уште еднаш да ги прочитате и потоа да ги препишете во вашата тетрадка. Довидување и се гледаме во наредниот час.